почитувани колеги и пратеници, почитувана јавност. Доставени беше годишниот извештај за работа на јавното радиодифузно предпријатие Македонска радиотелевизија за 2023 година, за кој извештај денес би сакала да земам збор. Извештајот ја опишува целата реализација на програмата за работа на ЈРП МРТ за 2023 година. Според дадениот извештај, МРТ успешно ја реализирале својата дејност преку вкупно 5 радио канали и 8 телевизиски програмни канали емитувани на македонски јазик, на албански јазик и на јазиците кои ги зборуваат немнозинските заедници, како турски, ромски, влашки, српски и бошњачки јазик. Но да преминеме на финансискиот дел кој го содржи во извештај за работа на јавното радиодифузно предпријатие Македонска радиотелевизија. По него состојбата е следнава. За реализирање на планираните програмски и останати активности во 2023 година со финансискиот план на ЈРП Македонска радиотелевизија, планирано обезбедување на приходи е по наведените основи. Приход од буџетот на државата, каде биле планирани да се исплатат 1 милијарда 140 милиони и 500 илјади денари, односно 76,7% од вкупните планирани приходи. Овој износ произлегува и е утврден врз база на последните измени од Законот за АВМУ, член 105 став 6, каде во делот на финансирање на радиодифузната дејност е предвиден износ во висина од 1% од вкупните даночни приходи остварени на ниво на државата. Приход од буџетот на државата како средства за финансирање на програмски и техничко-технолошки развој, каде биле планирани добивање на финансиски средства во вкупен износ од 300 милиони денари. Понатаму, приходи од продажба на рекламен простор, каде биле планирани 20 милиони денари или 1,3% од вкупните планирани приходи за 2023 година. Приход од закупнини, каде планиран износ бил 500.000 денари. Приходи од услуги во земјата 3 милиони денари, односно 0,2% од вкупниот планиран приход за истата година. Приходи од услуги во странство во висина од 2 милиони денари, остатнати деловни приходи со вкупен износ од 15 милиони денари, приходи од наплата по основ на судски одлуки во планиран износ од 1.500.000 денари, приходи од донации, продажба на програма и услуги во износ од 5 милиони денари. Вкупните приходи за 2023 година според овој извештај изнесуваат 1 милијарда 487 милиони и 500 илјади денари, со што биле планирани покривање на програмски, инвестициони и други активности низ годината, при тоа не отстапувајќи од законските обврски на Македонската радиотелевизија како јавен сервис на граѓаните. Што се однесува до расходите за 2023 година, според извештајот, состојбата е следна. Вкупните планирани расходи за 2023 година биле со вкупен буџет од 1 милијарда 487 и 500 илјади денари, со офат на следните планирани групи на трошоци. Трошоци на вработените, каде биле планирани средства со вкупен износ од 527 милиони 700 илјади денари, со надополнување од 2 милиони 200 илјади денари за регрес на годишен одмор поради зголемување на просечната нето плата, која е основа за пресметка на овој вид на надомест, патни трошоци и транспортни услуги со вкупен износ од 11 милиони 300 илјади денари, заеднички трошоци со вкупен износ од 230 милиони 540 илјади денари. Категорија на трошоци под програмски права се однесува на трошоци реализирани во врска со откуп на права за емитување игра на филмска и документарна програма и останати програмски права. Оваа група на трошоци изнесува 517 милиони 230 илјади денари. Останати трошоци од работење како наемнини, други трошоци од работење, членарини, материјали, услуги за дигитализација и слично со вкупен износ од 95 милиони 580 илјади денари. И категоријата на трошоци за инвестиции со планиран вкупен износ од 104 милиони 150 илјади денари. Да сумираме. Овој извештај содржи податоци кои се усогласени со кадровската и сметководствената евиденција на МРТ и ги презентира приходите, расходите, како и финансискиот резултат од нивното сопствено работење. Од 2018 година, со измена на Законот на АВМУ, се утврдени проценти на издвојување на финансиски средства од буџетот на државата. Во 2019 тој издвојување требаше да изнесува 0,8% од вкупно реализираниот буџет, во 2020 година 0,9%, а почнувајќи од 2021 година тоа издвојување да стигне и до 1%. Од овие средства, 74,5% се издвојуваа за МРТ, а 19,5% за Македонската радиодифузија, додека пак 6% за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Оваа законска одредба минативе години не е воопшто испочитувана од страна на државните институции предводени од претходната влада на СДСМ и ДУИ.
Во 2023 година Законот за АВМУ повторно претрпе измени во делот на финансирањето на радиодифузната дејност, со што буџетот за МРТ се издвојува од буџетот на државата во висина од 1% од реализираните даночни приходи, утврдени во последната донесена завршна сметка на буџетот на Македонија, и 80% од овие издвоени средства се однесуваат и префрлаат на македонската радиотелевизија. По ова, МРТ изврши измена и за планиран приход на финансирање на радиодифузната дејност за 2023 година и беше утврден износ од 1 милијарда 140 милиони 500 илјади денари, со оглед на фактот дека СДСМ и ДУИ не испочитувале горе споменатата законска обврска. МРТ се доведува до ситуација со соочување на дефицит. Токму поради неисплатените средства и согласно со законот, со што се доведува до потешкоти во работењето во анализираната година, а со тоа и остварување на негативен финансиски резултат за истата 2023 година. Вкупната реализација на приходите за 2023 година изнесува 1 милијарда 439 493 денари или 67% во однос на планираните средства, односно државата на МРТ исплатила само 670 милиони 500 илјади денари. Овие средства беа основа за покривање на севкупните трошоци на МРТ за таа година. Со ова заклучуваме, законско утврдените средства не се добиени и дека СДСМ и ДУИ извршиле директно штетување на еден јавен медиумски сервис на народот кој има една од најбогатите архиви во нашата држава. Со ова добиваме негативен резултат на извештај за работа на јавното дифузно претпријатие Македонска радиотелевизија. Ви благодарам.